иницијатива е за општото добро на сите нас. Ама не граѓанска иницијатива која има за цел да го обедини народот во борба за подостоен живот и социјална правда, без разлика на политичка, етничка, верска или било каква друга определба. Зарем не сме сите ние подеднако засегнати од континуираните поскапувања? Второ, ова иницијатива има за цел да обединува. Затоа ќе се држиме настрана од сите прашања кои може да креираат раздор меѓу народот и ќе се концентрираме на она што не обединува. Особено ќе бидеме внимателни кон политичките манипулации и партиските интереси. Во ова иницијатива треба да се препознае секој свесен и совесен граѓанин, без разлика дали е симпатизер на ВМРО, СДСМ, ДУИ, ДПА или која било друга политичка опција. Трето, нашиот револт е насочен кон регулаторната комисија за енергетика, која треба да е првиот столб што ќе ги штити интересите на граѓаните. Четврто, ова иницијатива е против богатењето на корпорациите на сметка на народот. Регулаторната комисија за енергетика, како независно државно тело, не смее да биде подкупено во прилог на интересите на корпорациите, а на штета на секој граѓанин во оваа земја. Не смееме да дозволиме ниедна институција немо да допушта осиромашување на народот поради богатење на неколкумина. Кога неправдата станува закон, отпорот станува наша должност. Сега ќе ги прочитаме барањата. Да се укине ставката ангажирана моќност до 33%. Да се врати ефтина дневна тарифа. Да се врати цената на струјата на ниво од 2008 година. Да се запре со приватизација или докапитализација на целиот енергетски сектор кој е во собственост на Република Македонија. Да се инвестира во одржливи извори на енергија.